Продолжуваме со серијалот на емисии Агроспектар, кои што се посветени на едукација на земјоделските производители за квалитетно земјоделско производство. Тоа ќе го направиме и со ова издание на емисијата, во кое што ќе се осврнеме на актуелните состојби со времето како главен фактор во земјоделското производство. Исто така ќе дадеме слика од терен, се она што е актуелно во земјоделското производство во повеќето гранки од аграрот. Исто така ќе понудиме и новини кои доаѓаат од фитофармацијата. Бидете и со ова издание на Агроспектар. Со нас е професор доктор Ристо Вучков. Професоре, добро ми дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Секогаш велиме дека времето, бидејќи е главен фактор во земјоделското производство, мораме да слушнеме што вели прогнозата и да направиме анализа што е она што беше карактеристично во изминатата недела. Оние големи температурни осцилации продолжуваат и понатаму, значи пониски температури во текот на ноќта во утринските часови, до 30 степени во текот на денот. Врнежите од дошти понатаму ги нема, иако хидроложката состојба не е поволна за производството на земјоделски култури. Ајде да слушнеме како тоа стручно би го елаборирале вие. Точно е тоа дека времето како фактор, не случајно ние го правиме тоа во секој од емисиите како прв прилог и осврт. А сето тоа произлегува со таа наша следливост која е повеќе од 30-35 години. И ова што рековте, фактор, јас би рекол дека е фактор плюс, бидејќи навистина времето токму и оваа година, оваа пролет, со тие ексцеси и турбуленции, температурни разлики, докажа дека растителниот и животинскиот свет е зависен од тој фактор време. Ние влегуваме сега во мај месец, влегуваме во тој пролетен амбиент, каде што треба да има еден нормален влез. Ние, ако пред 15 на 20 дена имавме минусни температури и одредени мрзнења, ние ова недела, што е зад нас и сега, имаме температури над 30 степени Целзиусови. А што тоа значи? Таквите температурни крајности секогаш се искушение и за растителниот свет и за човекот со неговото здравје. И ние неслучајно збориме како точно непредвидлив фактор е е времето према кој сакали или не и земјоделските производители и луѓето треба да се прилагодуваме према тоа. Но ние, не почитувајќи го тоа, во растителниот свет, одиме со поранување на некое производство и дојде ниска температура, уништи се, како што е случајот оваа година. Оваа година, Кавадарецкиот регион, знам многу добри и квалитетни производители, Валандовскиот регион, производители на квалитетна кајсија, кои во тој период сега тие веќе има обрано кајсијата, праската, црешата, некои сорти рани од круша и така натаму. Сето тоа, времето како непредвидлив фактор ги прибра пред време. И овие луѓе, посебно вчерашниот ден имав контакт со човекот од Пирава, кој има 15 на 20 хектари од кајсија. Тој на 6 до 10 мај го веќе имаше обрано производството, има најраните сорти, а Валандовскиот регион и со тие специфики, и ги извезуваше за некоја си солидна цена за Словенија. Он вели: професоре, за внучињата немам една гајба да наберам. Тоа е завод на времето, како фактор кој прави големи економски и здравствени штети и по луѓето, и по растителниот свет. И затоа ние, сакали или не во догледно време, времето мора да го обсервираме како еден фактор према кој сакали или не мора да се прилагодуваме. Дали ќе биде тоа улога на селекционерите, да одат со постудоустојчиви
култури. Дали ќе биде тоа некој технолошко решение, како што во Калифорнија го има такви ексцеси, каде што имат и орасувања, имат загревања, имат можности за тоа, со ефтин енергенс. Тоа е време пред нас што мораме да го размислуваме, бидејќи глобалните климатски промени кои ги имаме во светски размери укажуваат на тоа дека ние пред се човечкиот фактор успеавме да го овај чин на квалитетна животна средина пореметиме и сега тие промени во времето што се не се случајни. Тука факторот човек игра голема улога во светски размери и еве тие прогнози кои ги знам од многу експерти не ни нудаат некоја убава иднина. Затоа што ние за остварување на одредени економски интереси воопшто не ги предпочитаме еколошките параметри и да видиме дека тоа не треба да се прави за да не се поремети животната средина. Ние остваруваме интерес економски по цена на нешта кои генерациите после тоа ќе не нас судат. Но таквото нешто има длабоки корени. Ние како парче земја сме многу мали по однос на тоа и загадувачи на европско и балканско ниво и по други основи, но сме фактор со таквите загадувачи кои ги има и кои го рушаат оној нормален чин на животната средина. Но за тоа нешто има експерти од тоа што се посветили на екологијата и да дадат некои своји придонес кон подобрување на таа состојба. Ние имаме сега едно безлично време со крајности. Сега сме во онаа втора крајност, каде што, како што рековте, температури над 30 степени. И сега житата, за кои често ги зимам како пример, имаат веќе топлотен удар. Затоа што, ако во април месец нема врнежи од дожд, за енергичен старт на вегетацијата, губитокот по сите култури ќе биде видлив. Сега доаѓајќи према Кавадарци, јас само знам дека имаме анемичен старт покрај тие турбуленции, тие температурни шокови што ги имаше, гледаме една бледа фаза на потерување на растението. На сето тоа и допринесува лошата хидроложка состојба. Точно тоа. Полскиот воден капацитет е под минимумот. Хидроакумулациите се нешто над технички минимум, каде што јас летото пред нас што се чудам што и како ќе биде ако нема некои непредвидливи врнежи. А има предвидување еве сега во текот на овие неколку дена ќе ни дојде од над 30 степени чим дојде, чим се створи турбуленција, тука градобитноста ни е неминовна. Сега еве овие денови ќе имаме од тој северен дел ќе имаме ладен бран. Што ќе донесе, тоа останува да видиме. Значи имаме лоша хидроложка состојба. Водата рационално треба да знаеме да ја користиме. Јас вчера имав контакти со луѓе, значи луѓе кои го следаат вистина растението. Професоре, јас го навадив лозието. Вика, комшиите почнаа да ми се смеат. А лично јас испитавме која влага во почвата има. Барут. И тој стави вода со прихранување, заради тоа што имаше слаби вредности во почвата и за само неколку дена тука веќе има една енергичност, сега виновата лоза ги изфрлала ресите. Таа енергија на изфрлање на ресите зависи многу и покасно и цветењето и квалитетно оплодување, бидејќи голем дел од лозарите велат
Доскоро немав такво нешто, сега на грозјето гледам недобро плодување, анемичен гроз, неенергичен гроз, убав и така натаму, но знаеше март и април да заврне некаков дожд. Ние сега имаме целосна дисхармоничност по однос на врнежите од дожд. И имаме многу голем недостаток на влага во почвата, релативната влажност на воздухот е исто така, и акумулациите на кои се најмногу надеваме дека во текот на летото ќе имаме помош по однос на наводнување и така дотација на вода, останува да се надеваме дека ќе имаме врнежи. А врнежите ќе бидат мислена именка на 30 степени Целзиусови, бидејќи таквото стварање на облаци, топлата и ладната струја секогаш резултираат со крајен епилог од град. Таквото нешто не ни треба, или ако имаме добро опремена служба, што се надевам, бидејќи минатата година се докажа со она засеување на со авионите на облаците на тие кумулонимбулуси, и дека имавме одредени резултати. Посебно за Кавадаречко знам, пофални зборови имавме, сега биле наместо 2-3 авиони и со подобар пристап кон формирањето на облаците, на временото делување, веруваме дека таквото нешто ќе донесе врнежи од дожд, а без дожд, без влага, без водата како фактор, производство не може да се замисли. Затоа, она долгорочна прогноза, која ја следам подолго време, збори не баш позитивно по однос на тоа, чим влеземе во мај и јуни, во Македонија знае да биде долго топло лето. А чим дојдат пореметувања, како лани ни во август имавме на рани минатата година врнежи од дожд, 180 литри кавадарци знам имаше, па тогаш пламна се и се отиде во еден сосема друг правец, и заштитата, и неквалитетно грозје, па после винариите неќе да примат грозје, па зашто толку денари е грозјето. Сите беа свесни на тоа дека еден од факторите е тој дожд после кој никој не заштитуваше. И ботритисот дојде, и пламеницата дојде на овие горни ластари. Сето тоа е завод на времето кое го обсервираме и кое ние мора да му посветиме поголемо внимание, бидејќи моето лично сознание е дека на ниво на Република Македонија ние имаме веќе се поизразени микроклиматски разлики. Тоа не случајно го зборевме последната емисија пред 3 недели со директорот имав разговор, вика професор, вика врнеше град, вика кај нас. Кавадарци немаше ништо, Неготино нема, а дисање на 2 километра од таму од ова. И вика заврна град, после тоа вика како да не било ништо. Тие брзи промени. Тие се нагли промени, пази негативни. Бидејќи ако тој град паднал сега кога е ласторот веќе 20 на сантим, ќе слјуси се, гроздцињата сега се предцветање, сега ако падне град и само да го чепне, тоа паѓа, тоа е свежо. И тука веќе штетите ќе бидат ненадоместливи. Што вели стручниот совет во поглед на тоа дали е време за заштита од болести и штетници и да ја отсликаме актуелната состојба во повеќето гранки од аграрот? Осликувањето, бидејќи следливоста ми е основен принцип на работа, по однос на раноградинарското производство, по однос на лозарството, овоштарството, житата, тутунопроизводителите, па и одгледувачите на цвеќе кои ги има тука Неготинскиот дел, па и Кавадаречко има некои одгледувачи, Гевгелија ги има веќе фамилиарен бизнис, кои има добри конекции со Београд, дали стрелици, дали било какви тие поскапи цветни видови, ги со воз праќаат и така натаму. Сето тоа го следам и морам да кажам, она што навира на секој граѓанин, на секој земјоделски производител, на секој стручњак, не сега,
да некој свати дека политички некои предрасуди имаме. Од осамостојувањето на Република Македонија, аграрот е маргинализиран, обезвреднет, не баре тие луѓе што дошле на власт, дел од нив дошли од самото земјоделско производство, да разберат дека храната е основниот адут на обстојба на човекот. И дека земјоделието за Македонија треба да представува главниот стожер, тоа како да не допира до луѓето. Од стратешки аспект да кажат за Република Македонија тоа и тоа е подобрување на стандардот. Јас одмак ќе се послужам со еден пример. Струмичкиот регион го зимам како основ, бидејќи во бивша Југославија тој ја ранеше буквално Југославија со тоа градинарско производство. Сега една зелка, една култура, ајде да ја кажам банална и едноставна за одгледување, ова година сега зелката откупна цена, еве од Украина, Полска сакаат значи дали 500-800 тона сакаат дневен извоз на зелка за Украина. Зелката ја немаме. Значи, никој не искомуницирал тие стопански комори, тие амбасади, тие да искомуницираат колкав е пазарот на Украина за Струмичкиот регион, Гевгелискиот, па дел од вашиот, тука имате Коријата и таму. Зелката може да се одгледува и тоа да биде производство за веќе познат купувач за Украина. Сега украинците сакаат зелка, ние не можеме да им одговорим. И тоа, пази, 30 денари. А тие, минатите години се откупуваше зелката само за 3 денари. И производителите, моите клиенти велат, професоре, немам рачун да ја берам, ќе ја истанирам и ништо повеќе. И сега, каде е проблемот? Проблемот е обезглавен земјоделски производител, каде што никој не го има во бројката дека он е творец на храна. Тоа политичарот да не го препознае, а да се занимава со политика, тоа е неспоиво за мене. Затоа што тоа што го имаме по однос на тие можности со бројот на сончеви денови, типот на почва и трудолюбив земјоделски производител кој гледајќи дека никој не го интересира, бега во странство младиот човек, тоа луѓето кога доаѓаат на власт, како да се претплатени како да го трошат буџетот и како да се вратат после. Дали е пратеник, дали е министер, дали е се. И со што допринос ке се он пофали дека е бил во власта и дека е допринесел нешто. Значи, духовноста и пристапот према аграрот буквално не постои. Ја тоа стално го зборам и сега храната која е стратешки најважниот чин за обстојба на човекот, да не биде препознаен од луѓето дека во земјоделието треба да се посвети внимание инфраструктурно со тие некогашни системи кои беа за наводнување, па воведување нови технологии, систем капка по капка со обзир на тоа за водата што го рековме дека ќе биде во големи недостатоци. Значи за рационално користење на водата. Тука постојат некои анемични проекти каде што се исперат пари, буквално. А не да се допринесе на млад брачен пар да му кажат, еве ти 1 хектар површина, ќе ти направиме комплетна оранжерија со систем кап по кап, со клима, со се, произведува и храна. И ќе ја плаќа за 30 години. Јас гарантирам, дека има такви луѓе многу, што уште третата година ќе ја исплатат оранжеријата. И тоа ќе биде нивна собственост. И тука ќе се створи еден добар амбиент, бидејќи ќе произведува, еве сега Струмица квалитетни домати веќе излегуваат. Краставица би било во реалноста така, меѓутоа само доколку имаме организиран земјоделец, здружен земјоделец, ние имаме, знаеме што, поделен земјоделец по политички основи, како што е впрочем и во целото општество.
Јас сакам да укажам само уште на тоа. Сега, оперативните работи, пример за лозарите. Еве сега, прскањата почнуваат, некој веќе 2 пати прскал. Некој професоре требали да прскам или не. На 30 степени Целзиусови и ластарчето е веќе 15-20, зависно од експозицијата на терен. Пепелницата е веќе присутна. Фомопсисот е веќе присутен. Ова година гледаме кај повеќе површини имаме и оние акарините, грињето го имаме на лисијата појавено во тие први фази од развојот, која не е голема опасност, но треба да се санкционира. Значи, сега следливоста, ако немаме ние услови од и фикомицетните габи, како што е пламеницата, бара најмалку 80% заситеност на влага, за да може да оствори инфекција. А таа температура од 30 степени, тие колиди ништо не успева и пламеницата буквално не може да биде остварена. Но за пепелницата има големи можности. Фомопсисот, антракнозата, еската сега почнува со нејзиниот циклус. Како што е и кај крушката, гимноспорангиумот, кај крушката ервинијата. Еве сега ова недела кај градинарите имаме мичегенензето, бактериум мичегенензета, бактериска пламеница. Значи болестите почнуваат и сега треба веќе будна следливост, поврзување со стручно лице и навремено превзимање на одредени мерки за заштита против болестите и штетните инсекти. Секое свое главо превзимање на мерки е трошок повеќе, токсификација на производите, бидејќи кога ќе дојде некој да каже доматот го прскав 10 пати, па вие не сте должни да излезете на пазар, да купите, да дадете пари за домата, која е 10 пати третирана и дадете на децата или внучињата, каде оди логиката тука. Значи, со еден збор, ние тие едукативни емисии ќе се потрудиме да ги уживотвориме со вистински постапки, да, бидејќи гледаноста знам дека е на едно големо ниво, да производителите сватат без консултација на стручно лице, бидејќи ги имаме сите хемиски индустрии, без консултацијата за одредување на концентрацијата и дозата, компатибилноста на средствата, количината на растор по хектар површина, квалитетот на прскање, микронизација на честичките. Тука има X фактори што еден заштитар треба да ги вгради, производител да ги знае тие работи. Усмерувањето на бренерите сега со првото прскање заради економските ефекти, бидејќи ластарчињата се уште млади. Усмерувањето може да се преполови количината на растор по хектар површина. Компатибилната комбинација која ќе одговара сега, за средствата на база на фолпето, во првите прскања секогаш ќе дадат фантастичен резултат, бидејќи фомопсисот може да се развие, антракнозата, како што рековме, може да се развие. И тука со еден убав опфат и со системично убаво средство за пепелницата да ја санкционираме, да некако лани истото се случи, а на повидок е тоа, бидејќи тие температури од 30 степени, верувајте дека пепелницата е веќе присутна кај многу насади од винова лоза. Затоа што во текот на зимата ние буквално немавме таква зима, љута, со подолг температурен низок период, за да можат да бидат уништени оние зимски форми на превзимување. И се случува сега да порани пепелницата и ги преваре пак производителите, што всушност, како што реков и пред малку, се случи минатата недела. Значи, минатата година. Значи, со еден збор, сега треба будно следливост, прочистување на чокотите и прскањата да не бидат поврзани по оние шеми, да чекаме да заврне дожд, па дека треба да испрскаме. Тоа е минато, бидејќи тоа се однесуваше за можности за појава на пепелница.
на пламеницата. А пепелницата и овие други оболувања што ги реков, тие се веќе тука на повидок со ниве почетен развој. А за пепелницата топлото, спарено време, како што го имаме сега, необично, тука таа почнува да се развива и го опфаќа уште сега младото ластарче и покасно не може на крај да се излезе со ефикасност, иако некои употребува и 2 фунгицида за пепелницата и така натаму, но најважно нешто е сега почетно, иницијалниот дел да се санкционираат примарните зарази, да не дојде покасно за тие појави во епифитотични размери и да имаме штети од пепелницата. Тука ќе го најавам прилогот кој што говори за новини од фитофармацијата и ќе се вратиме со коментар од студиото. Кога збориме за фитофармацијата, секогаш имаме еден скептички однос по однос на тоа од досегашната сурова поранешна примена на средствата за заштита на растенијата. Грото од нив беа деривати на нафтата и грото од нив беа дали од прва, втора, трета и четврта група на отрови. Факт кој радува во последно време од онај прав пред се еколошки аспект е тоа што хемиските индустрии ја сватија суштината на она чување на здравјето на консуматор. Или препаратите кои се применуваат да имаат што помала каренца. Или да имаат голема ефикасност кон штетните инсекти, а за возврат да ги штитат оние корисни инсекти и така натаму. Поранешните препарати што беа, што за жал ги има и уште, прво најчувствителни беа токму оние предаторски форми, умира они први, а после тоа ќе умрат овие правите штетници. И сега кај нас се створи една дилема, каде што онај стручен земјоделски тим едноставно со тек на време се утврди дека е необходно да се внимава на тоа сепак здравјето на тој консуматор биде со приоритет, да биде заштитен од некои такви препарати кои има можеби 20-30 дена каренца и дел од тие карицидите за жал беа толку со резидуи што едноставно после колку дена или недели пак има свое действие кај производите и се најдоа резидуи. Таквото нешто во последно време навистина е веќе во една мината форма, бидејќи се оди кон органски препарати, препарати со многу мала токсичност за предаторските форми и препарати кои се навистина во корис пред се на успешна заштита, а не токсифицирачка форма за консуматорот. Ние за тие нови работи зборевме и ќе збориме и денес не случајно ќе кажеме нешто повеќе за спринтерот 240 SC. За овој препарат, кој навистина влегува на голема врата
и во догледно време тој ќе најде свое место во земјоделското производство, посебно во градинарското производство, во лозарството, во штарството и цвеќарството. Тоа е всушност спринтерот 240 SC е нов инсектицид, значи контролор на штетните инсекти со многу широк спектар на делување и кој нуди решение на проблемите, како што рековме, во градинарството, кои не се мали, во лозарството, во штарството и цвеќарството. Што представува спинторот? Активната материја е спиносат, продукт од ферментација на земјишната бактерија Сахариполиспора спиноза. Спиносадот како активна материја, која може да се сретне во различни формулации, е веќе регистрирана во повеќе од 70 земји во светот и се применува кај повеќе од 100 култури. И, што е најважно, дава фантастични резултати. Што е многу важно тука да спомнеме? Спиносадот од Европската комисија во последните година-две е вклучен во листата на активни материи дозволени за примена во органското производство во Европската унија. И тоа навистина е факт. Европската унија, која има и како строги критериуми, да значи спринтерот, како една своеврсна форма на позитивен препарат, го вклучи за во органското производство како еден од правите заштитници од штетните чинители кои се јавуваат. Сега се прашаме зошто спринтор? Значи, со неговото аплицирање ние имаме едно двократно делување. Значи и контактно, со самиот контакт кога дојде инсектот, и дигестивно делување на штетниците. Со контактниот чин, тука одма инсектот е веќе парализиран на еден начин, прекратува со јадењето и тука завршува неговата приказка. Посебно и во покасно ќе кажеме во кои се стадиуми од развојот. А дигестивното со понатамошна негова исхрана, доколку контактно не биде опфатен, дигестивно со исхраната веќе он делува, препаратот делува на самиот штетник. Што е карактеристика и една од најголемите позитивни работи на спринтерот при апликацијата? Делува во сите стадиуми од развојот на штетните инсекти. Значи, од чим ларвата, прв ларвен стадиум се испили, тука имаме фантастично делување од првиот ларвен стадиум до имагото, значи сите целиот развиток од сите стадиуми од развојот, тој делува. Значи, приликом апликацијата, нормално под запазување на концентрацијата и дозата, времето на прскање, квалитетот на микронизација на честичките, сите тие услови кога се исполнети,
Доволно е само контактот на инсектот со спринтор, за да имаме врвна ефикасност и максимална ефикасност на заштита на културата што ја одгледуваме и смртноста на таквите инсекти. Поголема ефикасност се постига кога тој со апликативниот дел е внесен во организмот на штетникот, на штетниот инсект, и тогаш имаме еден чин на желудочно делување и 100% ефикасност по однос на уништување на штетниот инсект. Карактеристика што кај другите инсектициди го немаме тоа. Ние кај овој препарат, за кој ќе се слушне во периодот кој доаѓа, спринтерот, тој покажува трансламинарно делување и резидуални ефекти при дејството на самиот препарат. Значи, поради тој потполно нов начин на делување, тој е идеален за антирезистентна стратегија за уништување на штетните инсекти кај сите одгледувани култури. Спринтерот 240 СЦ има одличен токсиколошки профил и нема никакво негативно делување на корисните инсекти. Тоа што го зборевме пред малку, она што е новото, значи корисниот инсект, земајќи ја во обзир и пчелата, земајќи во обзир тие инсекти предаторски, тука спринтерот буквално го има оној ефикасен дел, бидејќи, како што рековме, тој е продукт од ферментацијата на земјишната на земјишни бактерии од Сахарополистора спиноза. Што е значајно тука да напоменеме? Тоа е едно правило што од заштитарски аспект мораме да го кажеме. Тоа е чиста голема новост за заштитата во Република Македонија. Тука ние мора да сватиме дека треба да се предпочитаат оние суштински работи на фабриката производител. Што тоа значи? Често пати приликом експерименталните огледи ние одиме со неколку дози од пример на спринтерот. Фабриката производител мора да се почитува со критериумите кои ги дава екипата од доктори на науки за кога, како, со која концентрација и доза, по кој временски период да се искористи спринтерот да го даде својот инсектициден ефект. Значи, со еден збор, почитувањето на количината на растор по хектар површина, што мора да кажам дека од заштитарски аспект секогаш имаме ние одредени дилеми со одредени производители, каде што тој вели, па не, ми беше помлад расадот, ставих помалку. Или, кога е постар расадот, ставих повеќе. Таквите нешта, во таквите препарати, кои ги немаат тие инсектицидни, строги инсектицидни критериуми да има и фитотоксичност и сето тоа, треба да се предпочитаат дозите, значи ако се каже 0,3%, примерно зборам,
Значи, тоа треба да се предпочита и да се на еден начин примени во таа концентрација или доза. Второ, ако се каже дека тој и тој препарат, земајќи го во предмет из принтерот, значи, бидејќи се работи за земјишна бактерија, која во специфики од 45-50 степени може би ја нема ефикасност или ја губи ефикасност. Тука треба да се предпочита периодот на прскање. Точниот одмер на средствата, што е една значајна работа, квалитетот на прскање, микронизацијата на честиците, бидејќи преска не случајно го спомнавме тоа, дека во секоја фенофаза од развојот, секој стадиум од развојот на растението, дека тој дава фантастични ефикасности. Бидејќи контактното, максимално микронизирање на честиците, контактно го опфаќаат инсектот и тука препаратот го дава саканиот ефект. Или, кога е на лисната маса, со максималната микронизација на самите лисија, ние имаме добар опфат на листот и инсектот кога загризува, го проголтува тоа и тука бактеријата со својата ефикасност, активната материја, делува дигестивно во самиот инсект и инсектот тогаш умира. Значи, тука тоа го зборим од причина, бидејќи таквите новости треба се предпочитаат со принципите кои се дадени од фабриката производител. Бидејќи често пати многу високо квалитетни препарати не го добиваат оној авторитет што треба, исклучиво ради таквите непочитувања. Имаме ситуации за некои препарати кои се од Хемомак, од БАЕСЕФ, првокласни препарати, тој отишол со половина доза по хектар површина, наместо со тоа што треба, и вели препаратот не го даде својот резултат. А тој не ја запазил концентрацијата или дозата, тој не ја запазил количината на раствор по хектар површина, тој не запазил ни таа максимална микронизација, турбото што знае да ја прави, и дежурен кривец останува точно препаратот дека не ја дава ефикасност и дека нема да го користи. Што е една голема грешка за која нешто ние секогаш од стручно-практичен аспект на теренот збориме предпочитањето на тие нови работи, како што е спринтерот, каде што не случајно тоа го збориме, дека е регистриран во 70 европски земји, во светот уствари, и дека е веќе применет кај повеќе од 100 култури, каде што стручното мислење, кое е најзначајно, зборува за постигање на фантастични, контактни и дигестивни резултати во успешно сузбивање на дали било тоа трипсот, дали било кој штетен инсект. Значи, целта на овие наши презентации е и укажување кои ги уедноставуваме, не случајно го правиме, бидејќи овој препарат со тој профил на делување мора да сватиме дека е новост која заслужува внимание, која буквално Европската заедница рекла спринтерот да. Зошто? Затоа што нема никакви резидуални остатоци, затоа што е фантастично ефикасен, затоа што има брзо контактно и дигестивно делување и на таа основа се оди кон
она лепрошаста, брза, ефикасна заштита и во оранжериското производство, и во производството на отворено. Значи, со еден збор, ние за тој и за сличните такви препарати нема воопшто да да ни биде криво што отделуваме простор да го презентираме тоа кое е и во интерес на здравието на луѓето, кое е и во интерес на производителот, а генерално во интерес на заштита на животната околина, значи не е загадувач, не е препарат од група која остава токсични резидуи и, што е најважно, приемчив и признат од Европската Унија, каде што добива специјален сертификат за органското производство. Значи, тоа се вистините за таквите нови работи кои сега продираат и кои Хемамок успешно ги трасира патот за Република Македонија утре со евентуалниот тој влез на наша храна на европскиот пазар, заштитената храна со таквите препарати, каде што резидуи нема шанса да ги има или приметби од европскиот пазар, тоа е иднината за кое нешто јас сум убеден дека во наредната веќе сезона ќе имаме и како добра примена на тој и сличните такви препарати кои се од интерес за Република Македонија. Слушнавме, како што тоа го правиме и во секоја емисија, што е ново од фитофармацијата. Професоре, сосема за крај, кратко порака до нашите гледачи, земјоделски производители. Така е, од крајот на, значи од почетокот на презентирање на овие наши едукативни емисии, на крајот секогаш одиме со нешто ново, кое е интересно, кое е во интерес, би рекле, на земјоделските производители. Сега, овој нов инсектицид, кој навистина бележи големи резултати по однос на спектарот на делување, опфатноста и што е најважно, резидуалната негова состојба да тој биде, да кажеме, токсичен по здравието и така натаму, и сред животната средина. Значи се работи за една новост, со широк спектар на делување и со квалитети што може да се посакат за успешна заштита на сите култури во кое нешто го видовме преку прилогот. И сето тоа ние ќе го продолжиме со тие нови работи кои се од интерес за секоја земјоделска фамилија. И ќе го кажеме тоа пак, телефонот на КТВ е познат, лично мојот е познат, секој наш редовен гледач, а ги имаме доста, може слободно да се јави, да добие без никаква надокнада одредени нападствија за одредени работи што не му се јасни. Бидејќи има многу јавувања, искрено да видам, во последно време имаат луѓето многу голем проблем со ненормално оплодување на виновата лоза. Вика, едно време има гроз цел добар исполнет. Сега имаат рехулјавост. Има одредени производители кои имаат кај виновата лоза феноменален некој си нов случај на чести нодуси и мали гроздиња. Дали е тоа вирус, дали е тоа сортно отстапување, дали е тоа ние го препознаваме нормално со лабораториска обработка на симптоматологијата што го покажува болеста или пак тоа отстапување. Значи, со еден збор сакаме онаа несебичност, која јас ја давам сега по однос на струката и науката, од областа на земјоделието, било каков проблем, ако има било која фамилија, од која вложува губи,
Сме на располагање да им подпомогнеме за да имаат добри резултати. А на крајот од емисијата, бидејќи сме денес еден ден значаен за фамилиите со муслиманска вероисповест, јас на сите тие фамилии, кои голем дел од нив се и мои клиенти, им посаков за Курбан Бајрам да имаат убави моменти, среќни празници и успешно производство. Благодарам. Благодарам и вам. На крај од емисијата, почитувани гледачи, благодарам и вам за вниманието. Имајте секое добро со нашата програма.